Колкава ќе биде штетата од скандалот со ИПАРД фондовите и како тоа ќе влијае врз земјоделците кои вложиле и чекаат финансиска поддршка, е прашањето кое се отвора по аферата со мито за доделување на ИПАРД средства, која деновиве ја бранува јавноста. Од Националната земјоделска мрежа за 24 објаснуваат дека најмалку 400 апликанти се засегнати со овој проблем. Тоа мислам не е дозволиво да се случува, зошто? Затоа значи директно се одразува врз земјоделците. Еве во моментот колку што имаме информација има некаде околу 400 апликанти по таа програма и луѓето се во многу непријатна ситуација, значи имат подигнато да речеме кредити, имат набавено земјоделска механизација и сега тие се задолжени пред банките, а за возврат на тоа значи парите се блокирани. Не знам како ќе се излезе од ситуацијата, е многу незгодна, како ќе се тера, не знам, на таму треба да се одлучи значи државата и у секој случај непријатна ситуација. И подпредседателот на Асоциацијата на земјоделци Гоце Серафимов посочува дека единствена опција во моментов е само да се почека и да се види каков ќе биде исходот, но дека парите кои земјоделците ги чекаат за да ги реализираат планираните инвестиции се веќе вложени од нивна страна. И ова представува дополнителен удар врз земјоделството, бидејќи, како што кажа, станува збор за големи суми. Ако ги купиме машини, да речеме, или било што некои приклучни машини или трактори или било што или објект некој кој градаме, тоа сето мораме да го isfinancirаме 100% со наши средства и отпосле да ги враќат. После доаѓаат контроли, ако помине контролата се како што треба да ја горат и не ги повраќат парите. Па физичките лица са дока е 5-6 стотина илјади евра, фирми има со поголеми суми, дока е 2-300-500 илјади евра, да речеме, има некои фирми. Јас тука што ги лично знам, тие са физички лица, што имат некои трактори, некои машини за берба на вишни, да речеме, што са малку и тие, околу 100 и нешто илјади евра. Меѓутоа, надеваме се дека викаме што поскоро да се заврши таа работа, да почне па со исплата на луѓето. Инаку, за ИПАРД 3 програмата предвидени се 98 милиони евра, а исплатени досега се само 8. Од Министерството за финансии велат дека се работи на 73 апликации кои тежат над 20 милиони евра, но нивното одобрување и исплата ќе зависи од исходот на скандалот со платежната агенција. Во просек на годишно ниво агенцијата доделува околу 500 грантови за инвестиции.